Добро вечер, јас сум Ивана Алексовска, со вас во најновото издание на Дневникот на Телевизија Плюс. Да ги погледнеме најпрвен кратките најави. Останете со нас. Чистота со зимско одржување во прва зона. Ќе добие ли Куманово нов парк? СДСМ со трибина. Не чекај, превенирај. Јавното предпријатие Чистота и зеленило го презема зимското одржување на јавно-прометни површини во централното градско подрачје. Информираше денеска директорот Даниел Стојчевски. Градот е поделен на две зони за поефикасно чистење од снег. Вонградежниот опфат ќе чисти избрана компанија на тендер. Куманово има и 120 тони сол за зимско одржување на улиците. Согласно програмата која што беше предвидена од страна на Совет на општина Куманово, почнувајќи од 2023 година, јавното предпријатие Чистота и зеленило во надлежност го превзема зимското одржување и на јавно-прометни површини, односно улици и патишта во прва зона, градска зона во општина Куманово. Значи, ова година чистењето на снегот ќе биде поделено во два дела. Едниот дел ќе биде во градежниот реон, вториот дел ќе биде во градежен реон. Во градежен реон ќе врши чистење приватна фирма која што ја има добиено јавната набавка за расчистување на улиците по врнежи од снег, додека прва зона улиците ќе ги чисти јавното предпријатие и останува онаа програма која што во минатото јавното предпријатие работеше, а тоа е расчистување на плоштадите, тротоарите во централно градско подрачје. Јавното предпријатие во текот на минатата година, знаете дека преку Светска банка, кредит кој што го зема општина Куманово, доби дополнителна современа модерна опрема со која што ќе има услови, капацитет, механизација да врши расчистување на снегот во централното градско подрачје и како јавно предпријатие ние дополнително имаме обезбедено и количини на сол, имаме и средство кое што беше во претходен период набавено за одмрзнување, кое што ќе биде нанасувано доколку нормално дојде до паѓање на снег. Временските прогнози најавуваат дека снегот ќе се наближува во наредните денови. Ние како јавно предпријатие сме ставени во целосна подготовка и се надеваме дека она што ќе биде обврска на јавното предпријатие во нареден период успешно ќе ја извршиме и граѓаните нема да имат дополнителни проблеми при паѓање на снегот. Инаку јавното предпријатие за ова работа има предвидено од страна на општина Куманово 5 милиони денари и дополнителни 3 милиони денари за периодот од 15 ноември до 1 јануар. Ние како јавно предпријатие имаме 3 специјализирани возила за фрлање на сол и расчистување на снегот од површините на улиците. Имаме дополнително возила трактор кој што има вградени плугови за расчистување на снег и ќе се користи и скипот кој што го имаме во рамки на јавното предпријатие. Нормално доколку биде потребно како јавно предпријатие имаме и булдозер, катапилар кој ќе биде ставен во функција. Согласно тендерска постапка во рамки на јавното предпријатие имаме обезбедено количина од 120 тони сол. Во моментов има набавено околу 50 тони сол. Доколку настанат падавини во текот на наредниот период, наредните денови како што се најавува согласно временската прогноза, веќе уште од понеделник ќе набавиме дополнителни нови количини на сол кои што ќе бидат доволно за вршење на работата. Значи, чистењето е поделено во два дела. Централно градско подрачје, прв дел. Се она што значи булеварите Трета Македонска, Октомвриска револуција, улиците Народна револуција, 11 октомври, Гоце Делчев, ќе ги чисти јавното предпријатие. Околните населби и села ќе ги чисти дополнителната фирма. Се надеваме дека со тек на време јавното предпријатие ќе се доекипира, ќе има поголем капацитет и тенденција ќе биде јавното предпријатие Чистота и зеленило да го превземе целокупното зимско одржување. Почна санацијата на улицата Михајло Пупин во населба Перо Чичо. Информираа денеска надлежните од Оделението за комунални дејности од општина Куманово. Улицата е влезена во програма за одржување и санирање на оштетени јавно-прометни површини. Улицата беше оштетена и влезена е во програмата за одржување и санирање, за што од општинскиот буџет вкупно се одвоени над 19,5 милиони денари. На оваа улица се поставува асфалт од над 2200 метри квадратни, изјави помошникот раководител на Оделението
Момчило Јовановски. Претходно на улицата се реконструираше постоечката водоводна мрежа која беше дотраена и не можеше да ги задоволи потребите за непречено водоснабдување на жителите од оваа улица во Куманово. Тогаш за реконструкцијата на мрежата беа одвоени околу 1 милион денари. Општина Куманово планира да изгради нов парк на влезот на Проевце, информира председателката на Советот Ивана Ѓорѓиевска. За нова голема зелена површина во градот интерес покажале представници на UNDP и шведската амбасада. Останува само да се испита амбиенталниот воздух во тој дел од Куманово, а потоа ќе следува изработка на проектот. Куманово ќе добие нова голема зелена површина на влезот на Проевце, информира председателката на Советот на општината Ивана Ѓорѓиевска. Според неа, за ваков проект веќе има интерес од UNDP и амбасадата на Шведска во земјава, но првин треба да се испита амбиенталниот воздух во тој дел од градот, а потоа ќе се изработи проектот. Имам сознание дека веќе има заинтересирани од UNDP и од шведска амбасада, доаѓале, преговарале, проект ќе се изработи. Ние и како здружение на почеток на изборите ветувавме дека тоа ќе биде можност да се направи еден адреналински парк. Јас сум израснала во тој парк, има преубави дрва, 100-годишни дрвја, кои мислам дека не треба да се вадат, туку напротив тој парк да се искористи зеленилото затоа што ќе треба долго време да направиме ни една таква зелена површина, да се искористат сите тие дрвја таму што се, само да се припитоми паркот. Меѓутоа, тоа е моја желба, адреналински еден парк со некоја едукативна содржина, затоа што таму има навистина простор да може цело училиште да отиде на една настава во природа, еднодневна настава во природа, имаме река, имаме преубава природа, имаме недопрена природа што е многу добро и само некоја патека да се направи или велосипедска или пешачка патека која ќе биде во пресрети на учениците и на нас граѓаните со некој дел адреналински. Меѓутоа тоа е моја замисла. Друго е замислата нели каков проект ќе се изработи таму. Знам дека има во секој случај проект кој шведска амбасада за загадување на воздух има предвидено пари. Тие пари ќе бидат поделени на 5 градови, Куманово е еден од тие градови, има покажано интерес. Работа е што колку тие дават, ќе дават околу 180.000 евро и општина треба да учествува, значи 50-50 и голема е заинтересираноста, меѓутоа треба да се направат некои испитувања на амбиенталниот воздух баш сега кога почнува загревање, да видиме дали ќе има и форуми за тој проект, да видиме дали тој дел од Куманово треба да биде оспособен како идна зелена површина. Ѓорѓиевска е за поголем број на зелени површини во градот, но смета дека граѓаните треба да ги предложат локациите, имајќи ги предвид досегашните искуства кои што покажуваат дека доколку општината инвестира во нешто што не е во согласност со идеите и потребите на населението, тоа или се запоставува или се уништува. Што се однесува до други зелени помали површини, навистина во Куманово има парчиња, делчиња каде што се општинско, односно државно земјиште, меѓутоа каде што има или шут или отпадоци, треба да се размислува на повеќе локации да се направат мали делчиња, мали паркчиња, а јас многу повеќе сакам од самото население да дојде идеја каде би сакале да има некоја зелена површина. Доколку има население кое ќе продолжи да се грижи, да го штити тоа што го инвестира општината како да е нивно, а нивно е, тогаш мислам дека таа соработка ќе биде многу на високо ниво и мислам дека и тие инвестиции и таа опрема што се ставува таму, мислам дека ќе опстои подолг период. Председателката на Советот посочува дека не се почитува ниту обврската за 20% зеленило од градежната парцела. Во рамките на неделата на стари лица, ученици од здравствената струка од Средното училиште Наце Буѓони, заедно со нивните ментори, беа во посета на корисниците на услугите на Домот за стари лица Зафир Сајто, со кој што училиштето има склучено меморандум за соработка. Освен што учениците им поделија честитки со чоколадца на корисниците, имаше и предавања за здрави навики во врска со покачен крвен притисок, диабетес, холестерол и им беше измерен притисок на старите лица. Неделата на стари лица се одбележува под мотото: да се грижиме за оние кои некогаш се грижеле за нас.
МВР соопшти дека вчера во Скопје од страна на полициски службеници од слобода е лишен 42 годишен скопјанец кој бил баран со потерница поради бегство од казнено-поправната установа Затвор Куманово. Тој бил баран за доиздржување на казна затвор од 9 месеци и 26 дена за сторено кривично дело, а бил осуден на казна затвор од 13 години и 3 месеци, додаваат од МВР. Не чекај, превенирај е насловена граѓанската трибина што ќе се одржи в петок во Центарот за култура во организација на социјалдемократите од Куманово. Целта на трибината е да се крене свеста кај мажите и жените за сопственото здравје, за рана детекција и превенција на болестите. Истиот ден на 3 локации во градот, кај Зелениот пазар, на Градскиот плоштад и пред Центарот за вработување од страна на стручни лица, ќе се мери крвен притисок и нивото на шеќерот во крвта на граѓаните во период од 11 до 13 часот. На 24 ноември, во петок, во 18:30 часот, во Центар за култура Куманово, ве покануваме на граѓанска трибина посветена на здравјето на мажите и на жените со наслов Не чекај, превенирај. Со ваквите трибини и активности низ целата држава, СДСМ уште еднаш покажува дека како делува една општествено одговорна политичка партија. На трибината говорници ќе бидат стручни лица од фелата од здравството, а целта на трибината ќе биде подигање на свеста кај мажите и жените за сопственото здравје, а се со цел рана детекција и превенција на машки и на женски болести. Стручни знаења и совети од своите области ќе ни пренесат доктор Снежана Захариева, специјалист анестезиолог, асистент специјалист доктор Наташа Толеска-Димитровска, професор доктор Сашо Дохчев и заменик министерката за здравство доктор Маја Манолева. На трибината Не чекај, превенирај од 18:30 часот се поканети сите граѓани кои сакаат да бидат дел од оваа едукација со која ќе научат нешто повеќе за детекција и превенција од разни болести. На истиот ден, на 3 локации, и тоа кај Зелениот пазар, на Градскиот плоштад и пред Бирото за вработување, во период од 11 до 13 часот, од страна на стручни медицински екипи на граѓаните ќе им биде пружена здравствена услуга, мерење на крвниот притисок и нивото на шеќер во крвта. Сите заинтересирани граѓани на овие пунктови може да се обратат за оваа услуга. Здравјето на граѓаните е најбитно. Па затоа во иднина СДСМ ќе организира се повеќе активности и едукативни трибини да ја подигнеме важноста на редовните медицински прегледи и превенирање како вклучни фактори за нашето здравје. Ви благодариме и ве очекуваме во петок. Од Здравствен дом Куманово информираат дека поради завршување на работите за целосно реновирање на детскиот диспанзер и на медицинска помош, истите се враќаат на претходните локации. Односно, детскиот диспанзер се враќа во познатиот уред, а брза помош, домашна посета, ноќна амбуланта и стоматолошката служба се враќаат во реновираниот објект во близина на општата болница. За жителот на Крива Паланка, кој завчера бил пронајден починат во својот дом, обдукцијата покажала дека се работи за убиство, соопшти секторот за внатрешни работи Куманово. Според полицијата, на 21 ноември годинава, по извршена обдукција на телото на 76 годишниот граѓанин на Крива Паланка, кој бил пронајден починат во својот дом на 20 ноември, во Институтот за судска медицина и криминалистика Скопје констатирано е дека се работи за насилна смрт, односно убиство, информираат од секторот за внатрешни работи Куманово. Оттаму додаваат дека ОВР Крива Паланка презема мерки за расчистување на случајот. Во продолжение вести од Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски денеска потенцираше дека безбедносната ситуација во нашата држава е стабилна и не постојат никакви индиции за какво било нарушување на истата. Ние сме 3 години земја членка на НАТО, од кои што јас речиси 2 години сум председател на владата. Нивото на информации кое што безбедносните служби на нашата држава ги имаат, а истите се дел од безбедносните служби на НАТО и информациите ги споделуваат со партнерските безбедносни служби од земјите членки на НАТО. Тука спаѓаат најразвиените држави во светот со најразвиени безбедносни механизми во однос на поединци, групи и организации кои сакаат да го нарушат нивото на безбедноста во која било земја членка на НАТО од регионот.
регионот, вклучително и нашата, е на ниво кое што е незамисливо за оние кои не се во детали вклучени во вакви прашања, рече Ковачевски на пресконференција по неформалниот состанок на лидери на НАТО сојузници од регионот во одговор на новинарско прашање. Како што потенцираше, се работи за информации кои што се исклучително детални, навремени и систематични. Според премиерот, системот на превенција, системот на заедничко работење со централата на НАТО во Брисел преку нашата представничка мисија функционира на безпрекорно ниво. Одобрени се дополнителни 100 милиони денари за обезбедување на лекот Кафтрио во комбинација со Калидеко на дополнителни пациенти со цистична фиброза, соопшти денеска Министерството за здравство. Универзитетската клиника за детски болести, како што се наведува, доби согласност од Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување и Бирото за јавни набавки да спроведе итна постапка со директни преговори со овластениот дистрибутер на Вертекс. Од детската клиника која треба да го набави лекот потенцира дека на 21 ноември е потпишан договорот меѓу директорите на клиниката и Алкалоид Конс, а целата количина на лекот се очекува да биде испорачана во првата половина на декември оваа година. Со 102 тераписки режими ќе бидат покриени до сегашните 12 пациенти, кои веќе го примаат лекот за уште 2 месеци до април 2024, но лек ќе има и за дополнителни пациенти што ги исполнуваат критериумите за Кафтрио во комбинација со Калидеко, соопштија од клиниката. Од Министерството за здравство потсетуваат дека во 2023 година со условен буџет на клиниката за детски болести се обезбеди и се почна терапија кај 12 пациенти со цистична фиброза. 8 од овие пациенти кои ја почнаа терапијата се следат во оваа јавно здравствена установа, а останатите 4 што ја почнаа терапијата се следат на клиниката за пулмоалергологија. Во Музеот на македонската борба за самостојност денеска 35 американски волонтери на Мировниот корпус ќе дадат свечена заклетва и ќе ја почнат службата во Северна Македонија. Од Мировниот корпус информираа дека новите волонтери ќе се приклучат на групата на повеќе од 800 волонтери кои што досега служеле во земјата. Ова е 26-та група на волонтери што ќе живеат и работат во Македонија од отворањето на канцеларијата во земјава во 1996 година. Групата волонтери ќе положи заклетва пред амбасадорката на САД Анджела Прайс Агелер, пошто и официјално ќе ја започнат својата служба во Македонија. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден спроведе засилена акцијска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 152 возачи. Од нив 7 возила се движеле со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а едно возило се движило со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 67 возила ја пречекориле брзината во населено место, а 85 надвор од населено место, соопшти МВР. Времето денеска во Куманово беше облачно со локални врнежи од дожд. Максималната температура се искачи до 10 степени, а минималната беше 6 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат облачно време со локални врнежи од дожд. Дневната температура ќе достигне 11 степени, а утринската ќе биде 8 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.